Добро вечер и добро дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Оваа вечер дебатираме за црна тема. Смрт во Македонија, се повеќе убиства, самоубиства, сообраќајќи со жртви, се вози лудо. Зошто му е краток фитилот на македонецот? Што е тоа што не тера кон деструкција? Брзиот живот, беспарицата, политиката, што ли е тоа што не тера се повеќе и повеќе да размислуваме црно за нашиот живот? Вечерва за ова дебатираме во отвореното студио на телевизија Нова заедно со моите гости, секој од својата фела и од својот аспект. Добро вечер прво до дамата, господја Мирјана Јовановска, психолог. Добро вечер, благодарам што се одзовте на поканата. Од студиото во Куманово ќе се вклучи во нашата дебата за време на целата дебата социологот господин Зоран Петрушевски. Добро вечер и за вас. Ви благодарам што се одзовте на поканата. И во студиото го имаме господин Ристо Манчев од Републичкиот завод Совет за безбедност во сообраќајот. Вие имате премногу што е за пофалба, премногу кампањи кои што токму се однесуваат на совеста за брзиот живот на македонците. Веројатно тоа е единствената причина што имаме се поголем број на сообраќајки со жртви, меѓу другото, нели? И господинот Дејан Донович, кој што соработува со Републичкиот совет за безбедност при сите оние поголеми кампањи кои што ги имаат, но и новинар кој што ги познава ситуациите и ќе може да говори во ова отворено студио за овие неколку теми што ќе ги начнеме. Па ајде да започнеме од тоа како што е насловена. Се повеќе наслови имаме, господин Мирјана. Си ја убил сопругата, со 20 убоди од нож го изводел синот. Ева сега имавме последниот случај во Бутел, каде што буквално целото семејство, внукот, ќерката и сопругата, се ги уби човек со дозвола, со пиштол кој што го поседувал со дозвола. Што ни се случува? Зошто толку краток фитил кај македонците? Најверојатно ние психолозите велиме кога ќе се соберат многу незавршени работи, односно кога ќе се складираат многу емоции, многу несреќи во животот, многу нешто што не сме го споделиле со другите, нешто што ќе остане некоја лутина, некоја тага, некоја неразрешена ситуација внатре и еден ден сето тоа собрано со години, еден ден во еден момент може сето тоа да исплива во една немила случка, да се случи нешто што ќе биде трагично. Освен тоа интересно е овие, да кажем, убиства што се случуваат со оружје, можеби заради достапноста на оружјето. Меѓутоа, ние не сме култура, не сме општество каде што оружјето е нормално да го има во семејствата во Америка, да речеме Да. И па луѓето кои ги имаат тие дозволи, значи кого му се дава дозвола за оружје? Зошто е издадена дозволата? Можеби да се применат психолошки тестирања, да се примени посматрање на луѓето кои бараат дозвола, не само формално, за да се изврши работата која е зададена, него навистина да се види кои се тие луѓе кои поседуваат оружје, зашто би го користело оружјето и оние кои го користат постојано да идат, нели, да разговараат за тоа, да има некоја контрола врз сето тоа што се случува. Затоа што во многу случаи кога не би имало оружје, нели би завршило можеби со тепаница или со караница или со нешто друго, да, ама не би имало вакви последици. Добро, имавме ние наслови случаи каде и со нож, буквално со конски нож се извршени брутални убиства. Во Охрид чинам дека жената што беше убиена и тоа од соседот кој што мислел дека не е дома и сакал да ја ограби. Тоа се сепак во каква состојба треба да биде човек или во каков страв треба да биде во овој случај крадец, кој што веројатно мислел дека ќе го пријави соседката која што го начекала и така натака. Меѓутоа, кој е тој ефект, што треба да се случи? Дали може воопшто се препознае дека некој човек има краток фитил и дека може да ескалира работата? Видете како краток фитил во различни периоди од нашиот живот ние сите имаме, кога не си ги дорешаваме проблемите во животот, кога сме под постојан стрес, кога сме под некој напор, кога нешто треба да интензивно ни се случува во животот, или луѓе кои остануваат да живеат, например, на еден таков начин со краток фитил. Ама тој краток фитил може да дојде до таму да тој се развика, да биде непријатен за друштвото во кое што се наоѓа. Да, не мора да значи дека тоа ќе премине во нешто што е многу пострашно или дека ќе дојде до убиство. Имаме многу луѓе кои се така, ние ги викаме и краток фитил, па ќе се развика, дури не ни удира никого во животот. Така да... имаме мирни луѓе кои што одеднаш го убил цело семејство, има и такви случаи. Кои што никогаш не подигнал гласа, во еден момент од животот. Да. Значи, однапред ние не можеме точно да предвидиме кој како
ќе се развие оно што се случува внатре во човекот и оно што го покажува или го гледаме ние како симптоми од надвор. Затоа е потребна постојано следење и пратење на населението и грижа за неговото ментално здравје, не само да се лечи кога ќе дојде до проблеми, него однапред да имаат сите услови да посетат психолог, да разговараат со некого, да бидат упатени на одредено место кога имаат проблеми, да ги решат проблемите, да не живеат со своите проблеми, него да најдуваат начини како да ги надминат, за да можат понатека да продолжат и да не ги собираат во своите души. Така, ќе сакам да се навратиме на тоа, бидејќи порано не беше, порано и во секој и училиште и работно место мораше да има психолог кој што разговараше со работниците. Сега некако тоа го нема посебно. Во Италија веќе наскоро во сите општи амбуланти или таму кај што има и лекар запослуваат психолози, бидејќи често пати луѓето кои доаѓаат и се жалат на некои тегоби, е многу потребно и да имаат разговор. Емотивно малку и да со психолог. Така. Господине Зоран, каков е животот во помалите градови, условно речено, нели во внатрешноста во Република Македонија? Сега се вели иде Скопје е постојано брзање, постојано итање во другите градови од Македонија, еве и во Куманово, не е толку многу брз животот, меѓутоа сепак и оттаму доаѓаат наслови за убиства, самоубиства и несреќи. Дали е тоа ланчен систем, дали можеби ние медиумите сме виновни, што ете сега многу повеќе се слуша и многу повеќе драма се прави околу така некој наслов, нели црната хроника е сепак таа која што го зема приматот во вестите, повеќе се чита и се гледа за крвови кога има отколку за убави работи. Дали е тоа ланчен систем па се прелева или пак која е ситуацијата па еве и во помалите градови сепак што има таков краток фитил? Добро вечер за вашите гледачи. Со задоволство ќе се вклучам во расправата. Може би Куманово не е добар пример за помали места во однос на Скопје. Добро, но си има своји симптоми и на голем град каде што се случуваат работи за кои што пред малку зборувавте. Јутоа, јас би сакал да дадам една социолошка слика на современиот свет. Видите, македонското општество не е само во светот, према тоа, ако сакаме да разбереме што се случува кај нас, ќе мора да пробаме да сватиме што се случува на глобално, на светско ниво. А светот од наша социолошка гледна точка се наоѓа во една преодна фаза од индустриско во постиндустријско општество. Најразвиените општества во светот веќе ги имаат сите тие почетни елементи на постиндустријско општество. Нашето општество е една специфична мешавина не само од индустриско и постиндустриско, туку и елементи на оно што представува традиционално општество. Ние сме една специфично општество во еден специфичен дел на Европа, тоа е југоисточна Европа, ја би рекол и Балканот и так. Така да, тоа што се случува на светско ниво, ние ќе го побараме што се случува и кај нас. И ако веќе даваме, како што вие во најавата дадовте една апокалиптична слика, нешто ни се случува страшно, да, добро, страшно е, но има земји во светот и тоа овие поразвиените каде работите се многу пострашни, каде што бројките на убиства, самоубиства се многу поголеми, каде што бројките на растурени семејства, бракови и така натаму се многу поголеми, каде што бројките на наркомани, алкохоличари исто така се многу поголеми. Така да, секогаш кога даваме слика за било кој општество, па во овој случај за нашето, треба да имаме на ум што се случува во светот. Кога станува збор за убиства во светот, например во текот на една година во светот имаме околу 500.000 убиства, можете да замислите, околу 300.000 убиства имаме во војни, а самоубиства се на ниво од 800.000 луѓе. Према тоа, можеме да сватиме дека и кај нас, ако бројката на самоубиствата е поголема од бројките на убиства, да, па таква е состојбата нормално и во светот. Не знам, можеби вашите гости од сферата на безбедноста многу подобри и попрецизни бројки ќе дадат, но, например, кај нас во тек на 2016 година имаме 500 луѓе загинати со насилна смрт, како што се вели, од кое што насилна смрт несреќни случаеви се преку 70%. А кога велиме несреќни случаеви, највише мислиме на сообраќајките, самоубиствата се околу 25%, додека убиствата
самоубиства се само 3,6%. Таков сооднос нормално дека не е добар. Убаво би било кога тие бројки на убиства и самоубиства би бил 0, но не е така. Но во споредба со другите земји, на пример, кога станува збор за самоубиствата, само ќе ви кажам дека ние сме на дното во ранг на ниво на целиот свет. Најразвиените земји во светот, можеби ќе се изненадите, земји каде што најубаво се живее, скандинавските земји, таму бројката на самоубиства е далеку поголема. Например, еве само ќе ви кажам сооднос. Во Литванија, Шведска, Финска и така натаму има преку 38 самоубиства на 100.000 луѓе. Кај нас, само да сватите, бројката е 6,8 на 100.000 луѓе. Од сите земји членки на Европска Унија, од нас е подобра, значи има помал број на самоубиства, единствено Грција. Сите други земји имаат повисок стандард, поубаво се живее во ред, но бројката на самоубиства е поголема. Така да, моите согледувања на сите овие случувања во нашето општество не се толку апокалиптички и песимистички. Нормално е, за жалје, кога тие работи се случуваат, ама во современото живење во светот и кај нас тоа се смета за нормална појава. Така. Веројатно има многу голема разлика и кои се причините за самоубиство, доколку се прави анализа, нели во скандинавските земји можеби се поради љубовни маки, а кај нас може да е весперицата, тогаш да и тоа е сигурно еден показател за животот, нели? Не знам дали имаме такви статистики некој. Има такви статистики, нормално. Видите, од самоубиствата најголем број се оние кои што имаат здравствена подлога. Не знам, психолозите многу подобро тоа ќе го представат. Не мора да значи дека сега кај нас луѓе од сиромаштија се одлучили така натаму. Има и такви луѓе, но бројката навистина на таквите е занемарлива. Што се однесува до љубовните маки, секогаш такви мотиви луѓе имале и ќе имаат, но не се значајна статистичка бројка. Така. Ќе се вратиме на причините, ќе се вратиме на превенцијата, но ајде Дејан тогаш, зошто толку имаме чувство дека ете се повеќе има убиства и самоубиства, повеќе ги има во медиумите или пак? Мојата теза е дека први на луѓето сите овие работи што се случуваат се поради незадоволство. Значи човек е незадоволен. Сите инциденти се случуваат врз основа не некакво незадоволство, но и на немање почит. Не може паркинг место да му земеш на некој, можеме да земеме, нели она што го разговаравме и со психологот, дека како што луѓето возат, такви се и во животот. Се убацуваат, нели полицаец ќе затвори раскрсница, поминува некоја делегација. Или има протест. Одма свирки, сите свират, сите се нервозни. Се убацуваат, гледат ако може да претица кај што не треба, се караат како ми се убаци кој ти даде дозвола. Сето тоа е врз основа на лични фрустрации. Значи нашиот човек денеска е незадоволен, тоа е мојата перцепција. Господин социолог даде некоја споредба со скандинавските држави. Да, ние имаме понизок статистички, не сум сега компетентен, но сум компетентен да кажам дека ние немаме исти темперамент како скандинавците. Скандинавците се некој друг свет за нас. Ние тргаме од нашиот темперамент. Нашиот човек е незадоволен, но нашиот човек е и недисциплиниран. Парите се во игра, лошо живее или смета дека треба многу повеќе да живее. Сите сме малку себични и кога целиот тој сплет на околности ќе го направите, ќе влезете во кола. Јас мислам дека тоа сум го размислувал дека после оние простори кај што се наплаќаат на нотари и на извршители за останати сметки, втора по нервоза се сообраќајниците. Замисли, Јани, 2 милион жители народ, колку има коли во градот, сите со своите фрустрации во оние лимени ковчези и малце фали да дојде до експлозија. Нас не ни треба оружје, ти Преска рече пред малку за оружјето. Првото убиство од независна Македонија се случи со пепелјара, нели, кога ја утепа, како се викаше, Миле, девојката. Хаджински. Тоа беше убиство Но по пепелјарата, по пепелникот, после следеа 40 убодили, како беше со нож. Сакам да кажам, но ова во сообраќај е нешто друго. Дали бевме пред недела дена сведоци, луѓе тргнале со позитивна енергија. Да, тие снимки дали ги видовте за во Грција? Отидоа во Грција.
На што личеше тоа од еднош? Од каде толку агресија, од каде толку Значи, нервоза? буквално, дали му го взел местото или се убацил, човекот буквално со нога преку прозор го значи убираше треба да имаш возачот, некаков убиствен нагон да дојдеш до тоа. Што го мотивирало? Веројатно жена му го натерала да идат на одмор, он не планирал да оди, потрошил многу пари. Сакам да ти кажам дека ние ги гледаме последиците, се самоубиле, толку се степале, но дај да ги гледаме причините. Факт е дека живееме во овакво општество и сега зборам за Македонија. Ние сме последица на глобалниот начин на живење, брзото живење, технологијата оди понатаму напред, сите сакаме да имаме се, но не оди така. Пари. Првим верувам дека се парите. Кај нашиот човек мислам дека најголемата фрустрација се материјалните средства. Ти имаш, ја немам. Во работни места луѓето се минираат за да идат понатаму. Во сообраќај гледа да влезе. Каде одиш? Дали ќе стигнеш за 5 минути или 10? Нашите кампањи со Републички сојуз за безбедност беа тоа. Дали ќе возиш брзо или споро, 15 на минути е разликата. Но многу големи ризици. Затоа велам дека можеби причината за сите овие несреќи у задниве 20 и колку години сме независна држава е првин незадоволството, второ можеби таа нереализираност и трето немањето на почит. Јас немам почит тебе да те пуштам иако имаш предност. Јас пред тебе ќе влезам. Влегувам, ризикувам, не знам и после кога го прашаш зашто му се убаци? Па не знам. Дали тоа се случува? Така. Господја Мирјана, дали може воопшто да се мора да бидам искрена, не е пријатно во некои денови да шеташ, буквално еве да не зборувам за автобус, меѓутоа да шеташ и да ги гледаш лицата на македонците, посебно во главниот град. Сите се некако замислени. Некои многоумни од нив изборуваат сами со себе, можеш да ги приметиш. Па нервозни, намрштени, нагрмушени изрази на лицето. Ја нема онаа насмевка. Дури и соседот ретко денес ке те врти добар ден, колку да се каже. Дали може да се, доколку би имале правилна превенција, како што треба? Како можеме да препознаеме некој човек дека има мака, бидејќи сега јас сум се довела и во ситуација да видам дека некој е нервозен, но не знаеш и дали зашто да му придеш, ке ти рече која си па ти, нели? Од каде па јас право да придам на некого да му речам зашто си нервозен или дали можам да ти помогнам. Манькаме ли малку со превенцијата во тој аспект и како луѓе, како поединци, а камоли како професионално, нели, поставеност? Да. Превенцијата прво почнува од себе си, потоа од најблиските и кога сите би се грижеле за себе си, за луѓето околу нас, не би имало потреба нели да приоѓаме на луѓе кои се непознати, за да мада има и такви луѓе кои се сами, на кои треба сепак некој да води грижа, ама најголемиот дел од населението би бил згрижен кога ние би се грижеле за себе си, за своето ментално здравје и би се грижеле за најблиските. За себе си како? Би работеле доста на себе, би иделе, би прашале кога имаме мака, би иделе да разговараме со некого. Сепак, кога не боли заподиме, да побараме некој стручњак, нели не е доволно со карамфилче или со ракија да си го излечиме забот. Така и со душата. Кога нешто внатре не боли, кога имаме стравови, не можеме да спиеме, кога не се чувствуваме добро, треба да побараме некого со кој е стручен за тоа да поразговара. Ке побараме психолог, психотерапевт, ке побараме психијатар, било кој, дури и соматичниот лекар или било кој може, нели од почеток можеме тоа да го направиме со нашите најблиски, со пријателите, ама ако не ни помага, да, ама некогаш не е доволно само за да раскажеш што ти е, некогаш ќе помине, некогаш е потребно сепак некој да интервенира стручно за тоа. Јас верувам во нашиот народ дека има голем капацитет, од она што јас го гледам. И покрај тоа што можеби не поминувавме низ лесен период, односно ни беше тешко на сите. Нели се одложи и изборите и сето тоа што се случуваше и сите овие 20 и кусур години во транзиција, една долга транзиција, во едно општество кое се гледа како да исплива, да се избори, да стане држава. И сите го носиме тој терет на себе си. Ама јас верувам дека имаме потенцијал, верувам дека нашите луѓе ќе можат да се справат со сето тоа и ќе испливаат. Да, и е нешто, таа грижа за која веќе спомнавте и како ние би можеле тоа да го направиме сите заедно, значи да веруваме во себе си, да се грижиме за себе си, да ги гледаме тие блиските што се до нас,
да ги значи можеме да приметиме кога некој се повлекува, кога некој му нешто не е добро, да го посоветуваме, да му препорачаме да го однесеме исто и него на специјалист дека би можел да оди, да поразговараме, прво да му се понудиме како човек. И тоа би можело да го направиме и работните места, и на нашите пријатели. Значи, првиот степен е грижата, нашата грижа за луѓето околу нас. Сега, господин Зоран, би сакал прво да се вклучи, па после вие да им скоментирате. Важи Македонија како за хумана земја, за хуман народ, грижлив народ. Меѓутоа, исто така, во Македонија важи онаа народната да му умре козата на комшијата. Значи, и тоа држи. Господин Зоран, какви сме ние како народ, ево, од социолошки аспект, си помагаме или привидно си помагаме? Ние би помогнале, меѓутоа повеќе се ситиме на туѓа несреќа. Што мислите вие? И мислам дека социолошката слика за оваа работа веќе беше спомената транзицијата, а и пред малку објаснува во која фаза од општествениот развиток ние се наоѓаме. Од наша социолошка гледна точка, во нашата земја, нашето општество има класичен премин од така наречена колективистичка култура, колективистички начин на живење кон индивидуалистичка култура, индивидуален начин на живот. Према тоа, нашата традиција, нашиот народ, нашиот менталитет е исполнет со грижа за другите, со комшиско живење, со помагање едни на други. Но модерниот, современиот начин на живот сам по себе изискува индивидуалистички пристап. Секој да си грижи за себе и своето семејство. Кога преска кажав дека современите светски општества веќе идат од индустријска во постиндустријска фаза. Гледано од аспект на колективизмот и индивидуализмот, таму веќе овие општества идат, ја би рекол, во една супер индивидуалистичка фаза. Само јас се гледам, јас да успеам, другите не ме интересира. Кога тоа ќе се пренесе... Така е, апсолутно. Кога тоа ќе се пренесе на наш случај, со наша историја, наша традиција, наш менталитет, имаме лутање, навистина. Имаме прекрасни примери на хуманост, на солидарност, на грижа, на комшински начин на живот, на помагање, на колегијалност, но од друга страна имаме и луѓе кои што она што велиме газат се пред себе, битен им е интересот, битен им е успехот во животот и навистина кога ќе погледнеме дека таквите луѓе во материјална смисла, во политичка смисла, односно во социјална смисла остваруваат некој успех и се издигнуваат на скалата на општествените статуси. Тоа е така и затоа во современото живење, кога веќе спомнавме борбата за државност и така натаму. Државата подразбира не само политички институции, слично, образовни, подразбира и градење на институции кои што ќе ја превенираат оваа состојба, ќе им помагаат на луѓето, ќе ги упатуваат на сите ризици кои стојат во општеството. Па дури и оние институции кои што се многу популарни низ светот, а тоа се психијатриските ординации. Кај нас такво нешто веројатно постои, но навистина се уште е срамно од луѓево да бараат помош. Мора, ако веќе одиме во правец на општествен, стопански, културен развиток, да се учиме да живееме на индивидуалистички начин. Поубав е оној за многумина наши луѓе, оној колективистичкиот, но многу подобри резултати економски и од секаков друг вид дава индивидуализмот. Затоа сме општество во транзиција и не смееме да застанеме, институциите мора да ги прилагодиме на оваа општествена традиција во која што се наоѓаме. Господин Мирина, кај нас важи правилото дека ако одиш на психијатар нешто ти фали, да не го потребам зборот тут, додека на запад тоа е секојдневна работа како да одиш на козметичар, значи така го третираат буквално. А сепак во Македонија ерата на работните акции, на колективизмот за кој што зборуваше господин, се чини како малку да е завршена, има остатоци се уште, фала Богу, се уште ги имаме оние комшиски. Меѓутоа имаме се повеќе примери каде што гледаме дека себичните успеале и сега ти се прашуваш да треба да бидам добар или треба да бидам себичен, бидејќи себичниот отишол напред, добриот останал позади. Знаете како, сето тоа се некои точки на гледање, кој како си го гледа тој, како си го тумачи.
комшинскиот начин на живење нормално дека преставува прво затоа што имаме веќе градови кои се поголеми, луѓето се забрзани во тој секојдневна борба за преживување, за заработувачка. А модерното општество носи да и самото семејство како основа на општеството почнува да се разлабавува, односно да она традиционално што било начинот на кој што се живеело во тие семејства, се повеќе се размишува. Не е јасна тотално улогата на мажот и на жената во семејството, односно они меѓу себе си префрлаат и се борат за некој поголемо постигнување или поголемо место, кој ќе биде авторитетот или кој ќе ги работи работите во дома, и од сета таа борба најповеќе трпат децата. Сега, ако веќе таа основа на општеството се менува, семејството, тогаш се понатака ќе се промени начинот на кој што ние функционираме и на вистина и во општеството, и на работа, и секаде, и на вистина општество во наше станува нели се помодерно, се губат тие традиции, се менуваат вредностите. Го освојуваме од запад сето тоа, но не го освојуваме во другото, ги немаме психијатрите на ниво на кој што ги. Сега, значи во сето тоа барањето на некоја помош, на тоа да се успее да се најде своето место во тој живот, во тие превривања, се уште постои стигма која се помалце ја има, затоа што луѓето и прифаќа веќе дека ќе им треба стручна помош, може би од филмовите, може би од она што се слуша од запад, ама се повеќе луѓе бараат помош. Бараат психолози, бараат психотерапевти, бараат психијатри, бараат луѓе кои ќе им помогнат да ги решат проблемите во својот живот, да ги донесат децата, да се обратат кога се во развод или кога имаат било каков поголем проблем во животот. Медиумите исто за тоа даваат голема помош, затоа што не поканувате да разговараме, да зборуваме постојано. Колешките стално зборуваат за тоа што е живот, како да се одживее овој живот што го живееме, што би било најдобро, како би помогнале, така да мислам дека таа промена оди во нашето општество, нормално дека е полека, дека треба да има и смена на генерации, затоа што порано нели како било Господ се да ти земе, само умот да не ти го земе. И нормално дека тој страв постои, дека ако нешто такво се случи, дека е срамота да се оди, да се побара, да се каже. Значи, ние сега зборуваме не само за лечење на луѓе кои имаат ментални болести, него за луѓе кои можат да си побараат помош за секојдневните проблеми кои се явуваат во животот. Ке се вратиме на тоа што го тера македонецот во деструкција, меѓутоа мора да одиме прво на еден краток блок реклами, па се враќаме назад во студијата. Назад сме во студиото, зборуваме што е тоа што го тера македонецот кон деструкција. Зборувавме за убиствата, за самоубиствата, но тука си сообраќајните несреќи, кои што не треба да ги гледаме само како сообраќајни несреќи, сепак за тој волале човек кој што имал своја психолошка состојба во моментот кога ја направил несреќата. Не можеме да бидеме комплетно сигурни што ја предизвикало несреќата, но во голема мера можеме, господин Ристо, да кажеме слободно дека македонците возат несовесно, генерално. Имаме многу случаи на повеќето од, барем според статистика, и брзо возење, неприлагодена брзина, не почитување на сообраќајните знаци и така ред натака, иако нели мора и да кажеме дека има делови каде што тоа е сообраќај, секунди се во прашање, некогаш и не можеш. Меѓутоа, се повеќе млади возат бесно, возат лудо, купени автомобили од тато и од мама, брзи и бесни, а не доволно совети давање како да се биде совесен возач. Да, сообраќајот е дел од секојдневниот живот на луѓето и нормално е дека сите проблеми, предизвици кои што се соочува поединецот и сите општествени појави кои што се случуваат во општеството влијаат на однесувањето на поединците во сообраќајот. Меѓутоа тоа не е никакво оправдување и не може да кажеме дека едноставно да го прифатиме сообраќајот дека од нужна потреба станува нужно зло. Човекот се разликува од останатиот животински свет токму по разумот, свеста и совеста, и посебно кога е во прашање безбедноста во сообраќајот. Тоа е сложен систем кој што е регулиран со закон, каде точно се знаат правата и врските на секој учесник во сообраќајот.
Сега, оно што е посебно важно, зошто се случуваат сообраќајните незгоди, зошто имаме девијантно однесување во сообраќајот, зошто ниско ниво на дисциплина и култура, јас тоа го анализирам од неколку аспекти. Најпрво, точно е, статистиката, фактите покажуваат дека факторот човек е главна причина за предизвикување на сообраќајни незгоди со фатални последици. Генезата на проблемот е во ерозијата на системот на општествени вредности. Денес се повеќе на сообраќајот се гледа како начин, како медиум преку кој што ќе се демонстрира општествен статус, моќ во општеството. Имам джип, па можам да влегувам во колоната, пробајте да ме удрите, работава, нели? Па да, значи, за жал, особено младите, меѓутоа поддржани од возрастните, многу пати преку агресивно однесување во сообраќајот, преку моќни автомобили, сакаат да демонстрираат моќ и статус во општеството. Понатоа исто така многу сериозен проблем е подценувањето на проблемот. Сите ние секојдневно на средствата на медиумите слушаме трагични семејни судбини и сите сме потресени се до моментот кога сме пред малите екрани. Меѓутоа кога ќе седиме зад воланот, веќе забораваме затоа што сметаме дека ние како единка сме изолирани и дека ние не можеме да бидеме жртва, напротив сите сме потенцијални жртви во сообраќајот. Во суштина, значи, според моје мислење, проблемот е во ерозијата на системот на општествени вредности. Нашето општество е градено врз еден конзервативен систем на вредности и постепено навлегуваме во еден систем на транзиција каде што не се точно дефинирани вредностите, критериумите и стандардите. И сите ние лутаме да се докажеме во тоа општество, да се пронајдеме и сите сакаме да бидеме најдобри, а не сите имаме капацитет да бидеме најдобри. И тоа создава притисок кај поединците и сите тоа некои пробуваат да се промовираат преку позитивни вредности, некои преку негативни вредности и сето тоа влие се манифестира во целокупното општествено живење, па и во сообраќајот. Се изгуби почита, да речеме, во нашава држава, ништо не е свето, ниту една институција нема почит. Дури и ветеринатиот работното место се нема почит за претпоставениот, се нема почит кон постарите во автобус, се помал број на млади стануваат кога ќе видат се прават на тоа што гледаат, демек него виделе. Никого ништо не почитува. Или има страво почит, не страв, од зависност. Кога мора, ради зависност. И ако малку падне имунитетот на тој што е многу важен, одма ќе го прегазат. Така, во истиот момент, значи, нема почит, еден кон друг човек нема почит. Токму она што го зборувавме и во сообраќајот е така. Како бе во животот, тако бе во сообраќајот. Гледа дека жолто ќе помине. Гледа полицаец дека регулира сообраќај, свири. Порано полицаецот беше почитувана индивидуа. Он му свири на полицаецот и се кара со или сега ќе го казни полицаецот, како се викаш ти бе сега ја на бато на тато на овој ќе се јавам. Лекуваме последиците, особено во сообраќајот, да се извинувам. Сите овие црни статистики што ги гледаме, затоа Републички сојуз за безбедност во сообраќајот ги има тие кампањи. За да не дојде до тоа. Јас сега сакам да прашам јавно, од каде имаме ние традиција дека дете на 17-18 години треба автомобил да земе за матура? Од која е таа традиција? Од Данска? Од Америка? Ние сме Македонија. Зошто на 17, пошто кој ќе завршат средна школа и матура, немаат ни 18 години? Зборувам, нели, тие што не се повторуваат, че да. Која убаци таа традиција во нашето општество, да мораш да земеш како машка, јас кога завршив средно училиште, не одев со автомобил на прослава. Зошто сега мора? 17 години, 10 месеци има и му дава школа од 30.000 евра. Значи, тоа е некое однесување, види ја имам, види он нема. Зошто? Од каде тоа испадна? Општото правило важи дека безбедноста во сообраќајот и функционирањето на сообраќајниот систем е одраз на целокупната функционалност и развој на еден општествено-политички систем. Во тој поглед важно да истакнам дека кога во прашање безбедноста во сообраќајот, пошто веќе неколку пати направивме паралела со скандинавските земји, таму сообраќајот се одвива на највисоко безбедно ниво и бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди е 3 загинати лица на 100.000 жители. Значи зборам кога во прашање безбедноста во сообраќајот, не би навлегувал во другите општествени појави. За разлика од балканските земји, кои што бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди се движи од 7 па нагоре на 100.000 жители. Во тој поглед можам да кажам дека имаме многу што да копираме и да пресликаме во системот, меѓутоа сепак ние мораме да оградиме нашиот систем врз основа на реалните проблеми со кои што се соочуваме. Важно е да се истакне дека она на кое што ние како Совет постојано потенцираме, тоа е дека сообраќајната култура, навиките, етиката на почитување и на однесување во сообраќајот се учи уште од најмали нази. Но и токму затоа како држава, како општество неопходно да изградиме посебен систем. Ние како Републички Совет тоа го идентификувавме
и не знам нели колку е поврзано со темата, но тоа е важно да се истакне дека ние како Совет иницииравме да се зголеми сообраќајното образование во рамките на образовниот процес со посебен акцент на културата и етиката во сообраќајот. Меѓутоа, кога совеста не работи, казните знаат да работат. Затоа ќе го прашам господинот Зоран, дали сме ние чаламџиско општество, барем еве што се однесува и до сообраќајот и во генерално нели и во другите сите во други сфери од животот, ако не се пофалиш не се случило, нели? Така да ако имаш бесен автомобил треба да како се вика тоа турираш ли како се вика на семафор да даваш газ или пак да возиш 200 на автопат и при тоа да се снимаш и тоа да го закачиш на Facebook бидејќи ако го нема на Facebook не се возел 200, нели? Какви луѓе сме ние македонците од социолошки аспект во овој поглед? Навистина прекрасен термин кога кажавте дали сме чаламџиско општество. Во рамки на социологија, повторно ќе кажам, ако си индустријско општество, по дефиниција, ти си и потрошувачко општество. Навистина прашањето овде кои пред малку беа поставени, одговорот е тоа. Кога граѓаните се зафатени со потрошувачкиот менталитет, тогаш сосема е нормално такво, ајде сега ќе повторам, чаламџиско однесување. Потрошувачкиот карактер на личноста значи секогаш чекај да земам, да купам, да се покажам, да ме видат, и кога имаш таков голем број на луѓе, добиваме ваква атмосфера кога некои луѓе со помалку етика, помалку морал, останале без тоа воспитување и сега наеднаш земале во раце автомобил или некое друго средство, се случува тоа што се случува и навистина се чувствуваме сите загрозени од таквите луѓе. Повторно ќе кажам, и во вакво општество, во вакви услови, во ваква атмосфера мора државата, мора да изнајде начини. Ние имаме, но се сеќавате кога беа воведени малце поголеми така казни за сообраќајните прекршоци, се дигна цела револуција во државата, големи се казните, срамота лево десно, па на политички терен ќе се намалуваат, ветуваат и така натаму. Но гледаме низ Европа и низ светот, сите овие појави против сите овие појави се борат нивните држави, нивните институции и со големи казни. Дали е потребна и превенцијата преку сообраќајното образование така натаму? Да, се сложувам 100%. Баш луѓето кои што се на таа возраст во средните училишта, и јас сум во работа со такви деца, професор во гимназија сум, навистина чувствам потреба дека тој елемент од животот треба онака школски, систематски да им се представи на младите луѓе. Можеби е малку она што они го добиваат во рамки на полагање на оној возачкиот испит, така да овој предлог што пред малку беше кажан од страна на Републичкиот совет навистина е прекрасен. Така. Меѓутоа се изгуби почита, а се чини дека малку се го пропастивме и школскиот систем. Порано наставникот беше поим. Има и една фотографија која се кружи низ социјалните мрежи, која е типичен приказ за како живееме денес. Пишува на сликата, има мајка, татко, родители, детето, наставничката и пишува 76-та. Наставничката го кара детето е надоле со главата, мајката и таткото љуто го гледаат детето. Имаш 2017 година, таткото ја кара наставничката, детето цело се смее злобно, а мајката и таткото љуто кон наставничката гледаат, не кон детето. Значи се извртеали тие системи. Денеска се вели, ако ми пишат казна за брзо возење, тато ќе се јави или тато ќе ја плати или тато ќе ја скине посебно или постојано некој. Се нема страф од ништо. Знаете како некако кај нас сообраќајот стана како некое средство на изразување на себе си, а не нешто во што треба да учествуваме, да го поштуваме законот, кој треба да биде превозно средство и строго да внимаваме како ги правиме. Баш изразувањето на себе си и да покажам колку сум силен, овој нема да му дадам да помине, побрз сум од овој другиот, побезобразен од третиот, и можеби ние возрастните, начинот на кој што ние ги поштуваме тие правила е нешто што младите учат од нас. Ако мојата кола може да биде дигната од пајак, а некоја друга кола нема да биде дигната, ако мене ми пишат казна за брзо возење, а на некој друг нема, или затоа што неговата казна ќе биде скината и така нема да се одиде до крај,
тогаш кај младите се остава впечаток дека и они некогаш може да ги прекиша правилата. Да поминат неказнато. Да поминат неказнато или зошто па јас да не. И така, мислам дека поштувањето на законот кога сме учесници во сообраќајот е нешто што ние треба сите заеднички да го направиме и тоа да им го пренесеме и на младите. Например, имаше еден кога Блер престана да биде премиер во Англија, првото негово возење во воз било со тоа што он заборавил да си купи карта. Цела Англија знаеше кога кондукторот го фати дека нема карта и го казни, и кога ќе се појави кондуктор следниот пат во некој вагон, нормално дека сите ќе го поштуваат, нели, неговото доаѓање. Кога можеле Блер да го казна, тогаш ќе го казнат. Значи, за поздравување постапката на Блер, што не фатил врски затоа што бил претходно премиер, за да не се знае за неговата грешка или за да не плати казна. Значи, мислам дека тоа е некој пример кој ние треба сите да го дадеме. А го даваме ли? Ние гледаме што се случува во нашето општество и политички и се, значи се може да се заборави, се може да помине, се може да отиде. Работава е на која функција си, за дали ќе... За жал не е, значи кај нас не е така и мислам дека би требало, од сега натака ние сите заедно да се сложиме дека би требало така да го поштуваме законот во сообраќајот. Со тоа што ќе им останеме на тој начин аманети на нашите млади луѓе, дека тоа е нешто најдобро што нив може да им се случи, зашто колку што сметам дека таа статистиката дека најголем број од сообраќајни несреќи е точно заради непоштување на правилата. Ако пишува дека е 60, не го ставил тоа 60 некој затоа што мислел дека неговиот автомобил треба да се успори и да не се покаже, него затоа што е опасност, дека треба да биде прилагодена брзината. Ако има знаци кои треба дека се врти нагло на лево или на десно, не се тоа знаци дека некој сакал некому да му биде досаден и да нешто му каже што треба да прави, него дека се знаци дека покажува дека тоа е опасност. Значи, поштувањето на знаците ќе биде чување на животот. Да не го користиме учеството во сообраќајот како средство да ги изразиме сите своји фрустрации и средство како ќе се докажеме пред другите. Така, летниот период чинам дека е најризичен за... Да, за жал во летниот период доаѓа двојно зголемување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди. Последица на тоа секако е зголемениот интензитет. Мислам, ваквата статистика е последица на зголемениот интензитет на сообраќај, меѓутоа и целокупната атмосфера која што владее во овој период. Забави, високи температури, одмори, комоција и сето тоа се рефлектира и во... Повеќе и фреквенција, веројатно, по патиштата. Јас би сакал да се надоврзам на ставот на социологот дека да, едукација и санкции, превенција и санкции како комбинација дават најдобри резултати. Инаку нашите истражувања покажуваат дека и покрај тоа што имаше реакции во јавноста дека казните се високи, сепак не се високи, посебно што новиот закон за безбедност на сообраќајот на патишта предвидува градација во степенот на санкционирање во зависност од тежината на сторениот прекршок. Но убаво е некогаш да го удриш по джеп некого, па дури можеби ќе се замисли да ќе стави појас. Да, казите не се премногу големи, само за пример, ако вие возите со 10 км на час повеќе од дозволеното, казате 600 денари. Ако возите 30 км, 50 км повеќе од час, на час казате да одминува и 300 евра, меѓутоа тоа значи тоа е пак сериозен проблем, сериозен прекршок. Меѓутоа во некои од западноевропските земји има многу посериозни санкции. Имаме на пример одземање на возилото, трајно одземање на возачката дозвола. Она што недостасува во нашиот систем е казнувањето на рецидивитетот. Значи, нас не се случува возач кој што вози под дејство на алкохол да го санкционират, да му одземат возачката дозвола 3 месеци. После 3 месеци после пак да вози. И после до година пак и што треба да чекаме да се случи сообраќајна незгода, да загине некој за истиот да биде трајно оцрнат од сообраќајот. А дали ќе влијат на некои едукативните мерки или санкциите, тоа зависи од поединецот. Меѓутоа ние како систем мораме да изградиме ефикасен систем, мислам како општество мораме да изградиме ефикасен систем, затоа што безбедноста во сообраќајот е сериозна општествена појава со сериозни последици, загубени човечки животи, телесен инвалидитет, траен телесен инвалидитет, голема материјална штета. И она што е најважно, не одговара само за себе, него може и некој да ги почитува правилата, преди тоа што ти не ги почитуваш, ке предизвика сообраќајна несреќа, ке страда и она што ги почитува. Она што е социолошки феномен или интересно за наблюдување, посебно ги наблюдуваме ние мотоциклистите. Вистинскиот љубител на мотоциклизмот, генерално, значи сепак тоа е индивидуално, меѓутоа како
еве како група на учесници во сообраќајот, вистинските мотоциклисти се одговорни, користат заштитна опрема, ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. За разлика од нив, имаме една друга група на мотоциклисти кои на моторот гледаат поинако како средство за себе премоција и не користат заштитна опрема, дивијат, беснеат по улиците, предизвикуваат сообраќајни незгоди. Токму тоа е она за кое што зборуваме системот на општествени вредности, позитивните и негативните, начинот на кој што се перципира сообраќајот, општеството и случувањето. Еве сега од режија веднаш ми кажа еден податок во Швајцарија, доколку возиш 30 над дозволеното, казната е 5 години забрана за возење, ти го одземаат возилото и 5000 евра казна. Па ако си фраер, изволте вози, ако... Она што е, не знам се, сакам да истакнам еден пример. Ја губам и друг пат истакнувано. Значи, во моје лично искуство во западноевропски земји гледам човек кој што е под дејството на алкохол во 12 часот на вечер на семафоризирана, на крстосница која што чисто сообраќај регулиран со семафор. И човекот и покрај тоа што е под дејство на алкохол, нема ниту еден учесник во сообраќајот, чека и да му светне зеленото за пешеца за да помине. Затоа што тоа му е во кодот. Тоа е дел од неговата личност. За разлика од нас, мене ми се случува ситуација кога еве јас чекам на семафор, поминува госпоѓа со веројатно беше, пошто беше постара госпоѓа, веројатно беше баба која што турка дете во детска количка. И поминува на црвен семафор и праша: "Госпоѓо, дали сте свесни за тоа што правите?" Вика: "Па вие ако почекате, не гледаш, јас сум со дете, не прашни, јас заради ќе почекам." Можете позади мене да не почека и оди да работите. Да, јас токму нашите кампањи кога ги правевме, барем јас секогаш сум ги истакнувал, некако се фокусираме се на возачите. И пешаците се, да. Сакам да кажам дека голем процент на сообраќајни несреќи прават пешаците и нивното непочитување. Па он поминува на црвено, вика пешачки. Па добро, што значи сега? Ја треба да кочам ради тоа. Тоа е прво, и второ, можеби со Ристе не го истакнавме тоа дека можеби најнедисциплинираната категорија на учесници во сообраќај се велосипедистите. Бидејќи, колку што јас имам некоја информација, неам точна статистика, не знам колку велосипедисти се казнати за прекршоци, но ние ги гледаме велосипедистите, едношка возат каде што дат пешаци, едношка возат како што возат автомобили. Едношка поминува преку пешачки, едношка поминува низ пешачки. Тоа е големо загрозување на безбедноста во сообраќајот. Јас зборувам како возач. Но поентата ми е дека не можеме да се фокусираме само на управувачите на моторни возила. Мораме да секој од нас, затоа велам, тоа е последица. Треба да се свесен и како велосипедист, и како пешак, и како дедо или баба или татко, но и како доколку си под дејство на алкохол, ако си свесен, нема ни да влезеш во работата, да не ја лекуваме последиците, него да го лекуваме проблемот. А проблемот е почита и на некој начин почитувањето на законските прописи. Дали се во сообраќај или се во животот не е важно. Има некои правила и прописи. Што правни, што морални. Така, господине Зоран, кога зборуваме за ова, често пати ние знаеме да кажеме, не знам, ја претепал жената или она кога слушаме, тој изгуби работа, па веројатно му пукнал филмот, веројатно му се стемнило. Си бараме ли оправдување или навистина имаме совест да го осудиме она што е за судење? Некако немам чувство дека повеќе бараме оправдување за она што се случува лошо, бараме причина за што се случило, како да не сакаме да веруваме дека ете, лошото е лошо, треба да се осуди, треба да биде така. Се некако си бараме што е позадината. Па, видите, има и такви случаеви, има осудување и така. Ја повторно ќе се повикам на еден социолог, Алвин Тофлер се вика, кој што вели во современото општество, ние луѓето сме погодени со една тешка психолошка болест, он ја нарекува шок од иднината. Ние навистина влеговме и сме навлезени неспремни во она што ни се случува околу нас. Семејното насилство, вие спомнавте таков пример, или друг вид на насилство е нешто што ни се случува, и ова учесниците во сообраќајот се, овие примери што ви кажате, се чист облик на насилство и еден од облиците на насилство. Добро, не сакав еве додам директно примерот кога човекот што бил отпуштен од работа губи градоначалникот Боговиња или каде беше пред неколку месеци. Значи затоа што изгубил работата, крив му бил градоначалникот и буквално го застрелил градоначалникот. Пример.
Ма тоа се поединечни примери. Навистина нема кој, можеби психијатрите можат поединечно да одговорат какво му е минатото на тој човек, какви се условите за живот и така. Јас не пробувам никогаш, нити па в социологија се занимава со објаснување на поединечни случаи. Нас не интересираат општествените појави, а појавата е таа, стануваме инертни на насилство. Тоа е тој резултат и тоа е појавниот облик на тој шок од иднината. Ние сме шокирани што ни се случува и малку од нас реагираме, малку осудуваме. Преска кажав, индивидуалистичката култура ни донесе вредности, ќути си, трај си, гледај си се себе си, не се мешај, не осудувај, можеш ти да настрадаш и така. Ако веќе имаме таква атмосфера на живење, сосема е нормално дека кога ќе се случи некој конкретен тип на насилство, луѓето си гледаат своја работа и нема доволна осуда на такво нешто и нормално дека се секираме и се нервираме. Се служувате ли со ова и како од ова? Како од ова? Однова ќе се вратам на тоа дека секој што нема да знае како да се справи со сето тоа би требало да побара помош. Да си најде психолог, да најде психијатар, да најде психотерапевт, некој со кого ќе може да поразговара, затоа што сите ние се обидуваме на најдобар начин што можеме да го одживееме овој живот, да се снајдеме со сето ова што ни се случува и подекогаш не успеваме да го најдеме тоа. Постојат луѓе кои остануваат заглавени во некои проблеми и остануваат да се вртат во нешто и тогаш им треба некој да им подаде рака. Или некој од блиските, или ќе побараат некој стручно лице. Да, меѓутоа тоа што го каже господин Зоран, навистина се случува, гледај си твоја работа, зашто ќе настрадаш во сите сфери од општеството. Буквално, значи не знам, гледаш дека на соседот бесправно му го одземаат автомобилот, ќутиш, добро е, не е мојот. Банален пример дадов сега, нели? Меѓутоа утре ќе биде твојот. Секогаш имало такви кои премолчуваат, ама има и луѓе кои не премолчуваат. Значи, ама и знаат да настрадаат. Да, јас па да настрадаат. Јас в последно време, она што го видовме, барем овде кај нас, беше едно масовен покрет на луѓето кои не размислуваат дали ќе настрадаат, кога тргнаа да се борат за нешто во што веруваа. Така да, барем кај нас, она што го видовме, се уште постои тоа заедништво. Има жарчето, се уште, јас се надевам дека нема да исчезне скроз. Сега прашањето дали да го задржиме, тоа жарче, да бидеме тоа што сме ние зборували. И како да го задржиме? Да бидеме похумани и да се обидеме да направиме, јас извинувам што се убацив, отпор кон светот, тоа што е надворешниот свет не значи дека е правилен, а ние не сме. Ние треба да ја задржиме до некаде нашата традиција. Живееме во материјален свет, извртани се вредностите. Денеска вредиш онолку колку што ти е длабока банкарската сметка и јас повторно ќе го кажам истото од почетокот. Нашите луѓе се незадоволни и нашите луѓе не почитуваат поради тоа, бидејќи е незадоволен колку му е банкарската сметка, бидејќи вас никој денеска не ја почитува колку сте паметни или колку сте биле. Може би индивидуално на мигови, но генерално за успешен човек денеска е токму она што го зборувавме, каква кола вози. Нели? И онда тука почнува полека, а луѓето се себични. И онда вели, зашто и ние сме колеги, она зашто има таква кола, ја немам, и јас сакам таква кола, и ќе пробам да бидам против неа на некој начин, да го земам местото за да имам таква кола. Извртени се вредностите, ние имаме една друга традиција, полека се губи човечноста, све се гледа низ бројки, самата пред малку рече дека полека стануваат луѓето бројки. Загинале 165 луѓе минатата година и ние викаме сега имаме намалување 163. Само два човечки живота сме спасили. Еден човек или 160, верувам дека е иста вредност. Значи, извртени се вредностите и луѓето поради тоа се незадоволни. Би сакал да се надоврзам во тоа. Значи, да, секој загубен човечки живот е ненадоместива штета пред се за семејството и за општеството во целина. Меѓутоа сепак, нели, кога зборуваме за вкупните бројки, го обтоваруваат целокупниот општествен систем. Она на што посебно јас сакам да кажам, која е улогата на поединецот во општеството. Ние во Републичкиот совет секој зборува која е улогата на поединецот во сообраќајот. Значи, сите ние како граѓани знаеме да искритикуваме и да укажеме на одредени аномалии во општествениот систем, а при тоа забораваме дека општествениот систем сами го креираме. Исто и во сообраќајот.
сите ние сме незадоволни од културата во собраќајот, меѓутоа дали ние со својот личен пример, со својот личен придонес, со начинот на кој што ние се однесуваме во собраќајот, придонесуваме тој да биде повеќе безбеден или помалку безбеден. Исто и во општеството. Ние можеме да бидеме незадоволни од се што се случува во општеството, меѓутоа македонското општество е плод на организиран систем на македонските граѓани. Ние го креираме, ние го создаваме преку нашата свест, преку нашите индивидуални постапки. Но имаме ли можност, имаме ли мок тоа да го промениме, бидејќи јас ова не е прв пат да правам ваков тип на емисија. Со години наназад се прави, постојано говорим и постојано имам чувство дека е се полоше и полоше. Ако поединецот се изолира од Материјален тоа, свет е, заради тоа е полош. ама ако поединецот се изолира дека не може да дејства општествено, дека не може да влие на општеството, тоа што ние доаѓаме во едно општество во кое што владее апатија и целосно дисфункционален Но општествен немаш систем. избор. Значи, типот на како функционира денеска општеството, значи или ќе одиш со реката, или ќе останеш на брегот. Не знам, еве господин Мирјан и господин Зора, вие би сакала да ми искоментирате. Начинот на кој што работи, велиме брз живот, велиме без парица, велиме стрес. Меѓутоа така функционира се, доколку не си во стресот порано. Работното време беше до 15 часот. Мајките можеа да дојдат дома, имаа време да направат ручек и да домашно да пишуваат со децата и да ги прошетаат и да се дружат со пријателите. Денеска се работи до 17 часот минимум, доаѓаш дома што попрво. Значи, дури мораш и да трчаш од работа, затоа што пола шалтери ти работат само до 17 и не знам, за да извадиш, мораш да излегуваш од работа, па се кара со шефот, па не те пушта, не можеш да извадиш обично извод матично, да речеме, пример. А немаш избор. Ако сакаш да работиш, тоа е работното време. Сега дали се извртени вредностите, тоа што го зборуваме. Премногу, да. Па затоа новата фамилија, модерна фамилија, да кажам сега што е, има потреба од двајца кои ќе соработуваат за да ја одржат фамилијата. Ма еве мажот и жената работа, што да прават? Или па да прашаме нешто друго. Дали си ти совесна мајка ако си цело време со своето дете за да го воспиташ, за да има ручек, или си можеби, а немаш нели средства, или си совесна мајка на која тоа дете утре ќе биде поносно бидејќи конкретно ти си на телевизија, некој е директор, шеф, па да каже, да, јас одраснав као дете, одев во градинка, но мајка ми е министерка. Значи, повторно кажувам, извртени се вредностите. Ама очи не сум ми видела да мајка ми, ама не е битно. Да, не е ни важно. Се случува и затоа кога ќе добие матура, кога ќе дојде, ете ти Hyundai од 30.000, ете ти Mazda од 50.000. Затоа велам, јас се извинувам, живееме во материјален свет. Материјалниот свет не наметна едни други стандарди. Ние што сме воспитувани во друго време, се обидуваме да се прилагодиме, но јас имам деца, ги гледам. Знам точно дека порано кога јас сум бил дете, ние не знаевме кој колку има пари. Сега они знаат кој колку. Со мобилните телефони, они знаат, па викат, што ваков мобилен немаш? Кога ние бевме деца, не значеше дека нашите родители седеа цел ден и покрај тоа што мајка ми не работеше, не седеше со мене цел ден за да зборува и да ме прашува како сум и што правам и тоа. Значи, во модерното општество, да, мајките работат и доволно е денеска, ама секој ден, половина сат или сат да остане со своето дете, да му посвети време, зашто и така не ќе може. Значи, 24 часовно присуство на мајката не значи дека е некој квалитет. Ама како порано беше доволно да се работи до 15 часот, да речеме и да се мисли на фамилијата. Значи, порано тоа не беше направено џабе. Губи неделниот ручек. Луѓето се на работа и у недела. Се покриваат две смени. Кога ќе почнеш да работиш во 9 и ќе работи до 5 до 6. Ама се уништува семејството. Па да, се уништува здравието, немаш време да готвиш, јадеш. Јас уште ова сакам да го загатна, може нема да се согласите. Вие рековте пред малку за психолозите. Го загатнавме надвор разговорот, сакам да го повторам. Може би па луѓето премногу станаа себични, па престанаа да имаат искрени пријатели, искрено дружење. Па нема никој да им помогне. Ако во минатото, јас ако сум имал проблем со некој мој пријател, сум поразговарал, па он успел да ме советува. Види, треба да го направиш ова, треба да студираш ова, треба да се извиниш за ова. Сега одеднаш кога ние станавме тотално странци едни со други, нема човеков љубие, ќе си одам, ја ќе си платам психолог, некој нит го знам, нит го познам, не би сакал никого да навредам и ќе ме отворам душата и он ќе ми даде совет. Зошто јас да имам пријател, пријател поскапо ме чини мене, морам да се дружам. Овака некако стануваме ладни едни меѓу други. И
Ова се што се случува денеска е последица. Затоа велам ја, нема почит. Не се почитуваме. Не го почитувам тој што преминува улица, сакам пред него да отидам. Не го почитувам колегата од работа, ке си платам, тој да ме советува, не го прашувам. Нема врска дали е компетентен или не. Зборам за психологија, не зборам за психијатрија. Сигурно дека не може кој стоматолог да ме го поправи забот, но може да ми даде совет, сме раснале заедно. Тоа денеска го нема. Луѓето не се дружат. Се дружат луѓе кои имаат пари, деца кои имаат пари да одат у дискотека и се дружат деца кои седат пред зграда. Добро, кога сите ние ова го нотираме, сега ве господин Зоран да ве вклучиме и вас. Кога сите ние го нотираме ова сега и ова го велиме со години, зошто нема иницијатива од нас граѓаните, од луѓето кои што се во овој проблем, не знам, пример, за работното време, за начинот на образованието, за било што, нешто да се промени. Се збориме, се зборуваме, карванот си врви, кучињата си лаат. Така е. И ќе повторам уште еднаш. Ние сме општество во транзиција. Таа транзиција не е само на економски и политички план. Таа е длабоко во начинот на животот. Се среќаваме со еден нов, модерен начин на живот, а тој си ги носи сите овие последици за кои што сите учесници во расправата ги констатиравме. Промена на вредностите, заборавање на старите и така натаму. Каква е тука улогата на државата и посебно на невладениот сектор, навистина е нешто за анализа. Нашата држава, со секоја почит за сите успеси кои досега ги постигна и во пред овој социјалистичкиот период и овој постсоцијалистички период, на економски план, на осамостојување, на културен план и така натаму. Ми се чини е зафатена со крупните проблеми, додека овие ситните, а за секојдневното живење многу важни, навистина некако како да нема време да ги третира. А сите ние луѓе вака очекуваме дека на некого ќе му текне, ќе се сети да најде начин како овие секојдневни проблеми на луѓево да ги разреши. Ја ќе ви кажам, веќе во Соединетите Американски држави и другите развиени земји во светот, многу е јако едно движење кое се нарекува комунитаристичко движење. Пазите, не комунистичко, комунитаристичко движење. Тоа е една желба, тоа е барање начини како да го вратат заедништвото, да кажам другарството, колегијалноста во нивниот начин на живот, во нивната трка, во нивната, во наводници кажано, лудница од живот. Мора и ние уште на време да размислуваме. Ние не сме во толку лоша ситуација. Овдека систем сега, пошто бидејќи ние сме сега на половина. Сите ние сме среќни и задоволни кога ќе ни дојдат луѓе од страна и кога ќе видат како одиме се шетаме по кафани, гости и така натаму, они се воодушевуваат. Мора додека е време да ги спасиме тие наши облици на колективизам, тоа наше заедништво. Инаку кажав, они се во потрага по изгубеното заедништво. Ние го имаме. Сега апелирам државата да почне а посебно невладиниот сектор да се бави со овие елементи на нашето живење. Ми се чини како општество ќе се снајдеме во оваа трка, бидејќи ние и како поединци сме во трка едни со други, но и ние како општество сме во трка со други општества. Впрочем, знаете, че се повикам на Гоце Делчев и неговата изјава дека светот го сваќа како поле за културен надпревар помеѓу народите. Да, ние сме вклучени во тој културен надпревар и мора да водиме грижа за она наше заедничко и традиционално. Тоа е спасот. Ако претерано влеземе во водите на надпреварот, трката и така натаму, тука навистина ќе ја изгубиме утакмицата. Има ли надеж, господи Мирјана, или отидена во неповрат? Бидејќи ако американците топрва после години изгубено семејни вредности какви што и ги имале порано, а ние се уште ги имаме, топрва ќе ги враќаат на вештачки начин, кај нас дали отидена во неповрат, дали толку тргнавме по западот? Има ли шанси? Како? Па вака, ние, значи, нели сакаме да идеме на запад. Сакаме да станеме дел од Европската унија. Некако се лошо односиме на вака. Да, и не можеме да се оградиме. Не можеме да се оградиме од влијанието на тоа што доаѓа. И можеме да го почитуваме оно што го имаме и од кое што сме излегле и од кое што сме тргнале. Некоја комбинација, значи, ќе треба да експериментираме која комбинација ќе биде тоа, меѓу нашето традиционалното и оно што веќе го имаме и оно што ќе ни дојде од запад, би била одлична за нас тука.
затоа што секој си донесе нешто свое. Има нешто што мислам дека на кое што ние како народ би требале многу повеќе да работиме, тоа се вика одговорност. Одговорност за себе си, одговорност за тоа што се случува околу нас, одговорност за тоа што се случува во општеството. Кога сите ние би станале малце поодговорни за сето она што го имаме во својот живот, мислам дека сите ние заеднички би изградиле една огромна општествена одговорност и поубаво би живееле. Така. Ке се вратиме на ова, јас не согласувам. Сметам дека сепак треба малку да не се удри по грб, одговорност, ама на еден друг вид одговорност. Значи, оној кој што не е одговорен, барем да го присили со казни. Ке се вратиме, за тоа мораме на уште еден краток блок реклами, па ја завршуваме емисијата. На самиот крај сме на емисијата, ќе ја завршиме, ќе се обидеме да ја поентираме. Емисијата беше Смрт во Македонија, се повеќе убиства, самоубиства, но и соибраќајни несреќи. Зошто македонецот има кратов фитил, што е тоа што не тера кон деструкција. Многу работи успеавме да ги сублимираме. Можеме ли да во една реченица сите за крајот да кажеме што е тоа што не тера кон деструкција и има ли начин како од тоа? Поверете го своја Мирјана. Па она што не тера кон деструкција, секогаш е тоа нешто внатре во нас. Начинот на кој што, да, можеби ние збориме нели дека од надвор влијае сето општеството, политичките, економските случувања, ама начинот на кој што ние одговараме на тие случувања околу нас е наш личен начин. И јас ќе ја повторам онаа нашата лична одговорност кон тоа што ќе направиме со она што го добиваме од надвор, како ќе одговориме на тоа и какви пораки ќе пренесеме за сите околу нас и за нашите млади. Господине Зоран, што му фали од социолошки аспект на македонскиот народ за да бидеме посовесни, да речеме, како скандинавците, по-задоволни како не знам кои, еве, американците? Што ни недостасува? Дали е тоа нешто во нас или сепак општеството е тоа околу нас, обкружувањето? Јас длабоко верувам дека македонското општество, македонските граѓани ќе се снајдат во овие транзициони времиња. Јас само ќе ве потсетам, македонците како народ и сите што живеат во Македонија успеа во најтешките моменти од за време на Втората светска војна да направат држава. Успеа за време на ригидниот социјалистички систем да ја изградат таа држава, да изградат општество. И тоа не онакво како што го прават други. Туку некоја своја варијанта. Сега, кога се наоѓаме во овие транзициони времиња, а тие важат за целиот свет е во транзиција, мислам дека имаме капацитет да се снајдеме. Впрочем, нашите луѓе било каде да отидат, апсолутно добро се снаоѓаат. Значи, имаме капацитет, не сме разболени во наводници од толку од шокот на едината, мислам дека ќе најдеме излезни решенија. Дали тука една комбинација од присилните мерки кои што мора државата да ги превземе без обзир на тоа колку они се чинат така ригидни, преку образованието, образовниот систем и нормално сочувување на она што е наше колективно, заедничко, традиционално и ќе најдеме некој спој. Навистина сум оптимист за ова наше општество. Дејан, оптимист или песимист дека ќе правам и по 3 години иста ваква емисија или можеби ќе се поместат работите? Па не знам, не можам да бидам ни оптимист ни песимист, може да сум малце песимист. Мислам дека главната, клучната работа за да ја немаш таа емисија за 3 години е до овој миг да има малце повеќе љубов, разбирање, така ќе се подигне само довербата, ќе се намалат се повеќе, помалку и помалку ќе има фрустрирани луѓе и незадоволни и сето тоа ќе се исполни после и во сообраќајот на улиците, и на работните места, и во медиумите, и во политиката. Тоа е единственото решение. Колективитетот сепак човекот е социјално битие и мора да работи заедно. А индивидуализмот кој го заговара Западот не прави себични, еве го резултатот. Намерно ве оставив последен затоа што ви имате многу кампањи сега и за овој летен период, прекрасни кампањи, да се надеваме дека ќе имаат одзив. За што станува збори, очекувате ли ефекти? Да, две работи, најпрво да се надоврзам кон Дејан, значи и кон безбедноста во сообраќајот, значи безбедноста во сообраќајот е индивидуална и институционална одговорност. Значи кога сите ние како поединци или како институции се грижиме подеднакво за безбедноста во сообраќајот, ќе постигнеме повисоко ниво на безбедност во сообраќајот. Секако дека очекуваме во текот на летниот период да се надеваме да се намали бројот на жртви во сообраќајни незгоди, затоа што, еве само за пример, ќе кажам дека заклучно со 15 јуни имавме 36 загинати лица во сообраќајни незгоди, неофицијално, меѓутоа последните 10 дена се случија
може и неофицијално бито околу 10 на жртви. Значи летото повторно го зема данокот во крв. Затоа во оваа прилика и покрај се сакам да апелирам до сите учесници од сообраќајот да покажат свест, совесност, разум, одговорност, затоа што на крајот на денот личната одговорност и личниот начин на однесување влијае на севкупната безбедност во сообраќајот. Тоа е и она на која што ние посебно апелираме од Републичкиот совет, секој да се опрезме својот дел од одговорноста во своји раце за побезбеден сообраќај. Ви благодарам многу што бевте гости во вечерашното отворено студио и вам, господине Зоран, од студиото од Куманово, што ете успеавме да ги разглобиме овие работи. Ја сепак ќе кажам, апелирам до човечноста и до совесноста, но очекувам институциите да ја санкционираат нечовечноста и несовесноста, сепак ти имаат платени се да го работат тоа што го работат. Ако ние не сме доволно како луѓе совесни, бога ми треба некој од институциите тоа да ни го наложи. Вам, драги гледачи, благодарам што овие час и половина бевте со отвореното студио. Станете на нова фреквенција, следуваат вести.